Почитувани присутни, почитувани коалициони партнери, представници на партиите од коалицијата за подобра Македонија, представници на медиумите, почитувани гости, дами и господа. Би сакал да искористам оваа прилика и да честитам на оваа наша коалиција. И тоа да честитам посебно на ова денешно подпишување, која е вредност на пријателските и партнерски односи кои ги градевме сиот овој, би рекол, долг и полн со бројни предизвици период. Додека други коалиции се ситнеа и се престројуваа, ние останавме сплотени и единствени во нашите намери и цели. Обврзани околу заедничката програма и проекти, кои заедно ги спроведуваме сиот овој изминат период. Со оваа декларација, ние продолжуваме понатаму заедно на следните локални избори, во обидите да се добие и засили довербата кај граѓаните, а врз основа на проекти и ветена програма за секоја општина поединечно. Програми кои ги работевме врз основа на потребите на граѓаните, а со тимови на експерти и кои останаа во наш стил, како што впрочем и почнавме со конкретни рокови, датуми и буџети. Остварливи проекти зад кои стои нашиот збор, нашето ветување, кое не го даваме лесно, но откако ќе го дадеме, даваме се од себе да го оствариме. За предизвиците кои се пред нас, јас секогаш отворено зборувам. Исто како што зборувам и за нашите ставови и позиции по бројни прашања. И секогаш свесен за последиците со добра и внимателна анализа за сите аспекти и алтернативи. Затоа што знам дека изборот не е еден, како што на времето не убедуваа нашите политички противници, туку секогаш постојат повеќе опции. Важно е да имаш цел, приоритети, стратегија, но најважно чесен и лојален пристап кон граѓаните и државата и кон нивните интереси. Денес овој настан би сакал да го искористам да упатам неколку пораки до целата јавност и да истакнам став по однос на актуелната ситуација и условувањата кои ни се случуваат. И кои за разлика од друг пат, кога доаѓаат од надвор, овој пат доаѓаат и од внатре. Како да е некаква лоша карма да секогаш кога ќе помислиме дека ќе ни тргне нешто, да се појави некој однатре или острана и да не повлече надолу. Тоа ни се привлекувало низ историјата многу пати досега. И во најблиската, во независна Македонија, а за во подалечната пак да не зборуваме. Токму таквите искуства ни ги донеле во нашето секојдневие и поговорките од типот на ведната глава сабја не ја сече, кои заради тешките услови во кои сме обстојувале како народ, честопати нашите ги поттикнуваа на малодушност и воздржаност. Ние низ целиот овој изминат период тоа сакавме да го промениме. Преку нашите постапки, преку нашите дела, преку нашите примери. Кога прекосевме и при најголемите притисоци, кога обстојувавме и при најсериозните закани. Тоа го правевме затоа што верувавме, затоа што сакавме да работиме за доброто на државата и граѓаните, затоа што сакавме да потсетуваме и на бројните примери од нашето минато кои додека верувале, исправале глава, и таа не била пресечена, напротив, тоа исправање било инспирација за една цела генерација и станало мит и столб на цела една нација. Да не бил тој пркос и таа храброст низ нашата историја, досега сигурно се би било поинаку и би било многу полошо. Веруваме во исправноста на нашите постапки. Имаме и грешки, јас нема да ја повторам она излитана фраза дека кој работи и греши, туку јас сум македонец, ако сум направил грешка, јас ја гледам грешката, ја прифаќам и правам максимум да ја поправам. Јас сум македонец и како што реков во еден мој говор за 8 септември, ние македонците не ја следиме историјата, ние ја создаваме. Сега се наоѓаме во еден доста сложен момент од нашата понова историја. Опозицијата најавува бојкот на изборите. Правејќи опасен преседан, испорачува услови, уцени, излезе од парламентот, создава хаос на секаде. Го руши имиджот на земјата надвор, одработувајќи срамна агенда.
преку нивниот лидер. Се најавува за прв пат во последните 5 години негативен извештај на Европската комисија за Македонија. Можно е дури и губење на препораката. Македонија, можно е дури исправени пред голем број предизвици, но сакам овде и денес јавно и гласно да кажам, имајќи ги во предвид сите околности, ние нема да наведнеме глава. Ние исправаме главата, гледајќи во очи на сите оние кои сакаат да наштетат и подготвени да ја носиме својата одговорност за тоа во што веруваме. А веруваме дека Македонија по ова ќе излезе многу посилна, постабилна и поединствена. Јас сакам денеска да ви информирам дека Извршниот комитет на ВМРО ДПМН по преходни анализи и дискусии, свесни за состојбата во која не донесе неодговорното однесување на опозицијата и посебно на незиниот лидер, која става во залог државата за да ја спаси собствената политичка кариера и прави огромни штети на нашата држава, ја донесе следната одлука во која силно верува. Случувањата во парламентот треба да се разрешат, односно да се најде начин преку диалог да се создадат услови со кои ќе се превенираат вакви случаи, односно нема да се дозволи да се повторат. Од тука, ние и покрај нашите забелешки, кои јавно ги искажавме, ја поддржавме идејата на председателот Иванов за формирање на ад-хок комисија, која ќе формира препораки, меѓу другото и околу процедурите и деловникот во парламентот и нивната конзистентност со законот за собрание. Потоа менаџирањето на безбедносните служби во парламентот, безбедноста и околу парламентот, во и околу парламентот, стандарди за присуство на медиумите во парламентот и така натаму. Ние немаме о што да се плашиме и немаме што да криеме. Ние знаеме дека сме во право и затоа оваа идеја ја прифаќам со добра воја. Понатаму, во оваа прилика, а во контекст на изразување недвосмислена волја за фер и демократски избори, би сакал да упатам јавна покана за меѓународен мониторинг на наредните избори, во број во кој тие сметаат дека е потребен, со цел да ја имаат појасна слика за состојбите. Почитување на поделбата на партиските структури и извршна централна и локална власт. По сила на закон веќе се случува, но сакам да истакнам дека процесот на вработување во јавната администрација е стопиран и до крај на изборите нема да продолжи, без разлика на обидите за манипулација од страна на некои опозицијски градоначалници. Подготвеноста за прифаќање на препораките на ОПСЕ и ОДИХР во делот на локалните избори, согласно меѓународните стандарди и практики, доколку постои се уште нешто што не е прифатено, а е пракса во најголемиот дел европски држави. Изразуваме подготвеност за продолжување на диалогот со Сдруженијата на новинари во Македонија, со цел активно да се подржи улогата и значењето на слободата на медиумите како столб на демократијата. И тоа преку осврнување на препораките на високиот пристапен диалог, кои ги допираат на значајните теми поврзани со работата на новинарите. Ние сметаме дека овој пакет, кој го нудиме, е значаен и суштински, и повеќе од доволен опозицијата да се врати во политичките процеси и да излезе на локални избори. Овој пакет се осврнува на сите нивни грижи, истакнати во јавноста, целиот овој изминат период. Апелираме до нив да ја прифатат оваа подадена рака. Преку 70% од граѓаните се против одржување предвремени парламентарни избори, а подршка даваат помалку од 15%. Ние во нашиот мандат од 6,5 години досега сме одржале 3 парламентарни избори. Опозицијата со своето несериозно однесување пред само 2 години, со истите овие трикови, со истите овие теми, изнуди предвремени избори и беше поразена. На секои 2 месеци тие се закануваат со нешто. Повикуваат на избори, блокираат улици, креираат хаос, а не нудат програма, не нудат ништо. Само сакаат, ако може, да дојдат на власт, па после ќе сме виделе.
и најдоа најлесно решение за нивната неможност да ја добијат поддршката од граѓаните и рекоа народот греши. Опозицијата не е виновна за тоа. Туку ние сме биле диктатори или режим, а тие биле отпор. Немам што да кажам сериозно околу ова, освен Бог да чува. Сега тие бараат договор за предвремени избори. Сакам јавно да кажам, одлучно, децидно, настав е. Нема договор за предвремени избори. Секој со својата одговорност. Секој со својата одговорност. Ние имаме обврски и ветувања кон граѓаните, на чија реализација ќе продолжиме да работиме. И тоа на секој план. И нема ништо да не поколеба за тоа. Напротив, само дополнително ќе не мотивира. Сакам да ја повикам опозицијата да влезе во изборниот процес и да излезе на локални избори, кои ќе бидат организирани во фер и демократска атмосфера, по сите меѓународни стандарди. Па може таму, наместо за проекти и програми и за решенија на проблемите на граѓаните, како што ние правиме, тие ако сакаат да се изборуваат за слобода, револуции, Милошевиќ, Чаушеску, Хитлер и како се не ме нарекуваат досега, и слободно да видат дали народот ги поддржува и дали им ги прифаќа нивните трикови и навреди. На народот му е потребна сигурност. На народот му е потребна програма и нејзина реализација, која ќе им го подобрува квалитетот на живот, а не излитени фрази и создавање хаос. И за крај, тие додека ги возат скапите коли по улиците, во овие месец дена, ние реализиравме повеќе десетици проекти, и тоа донесовме одлука да бидат отпишани сите долгови на компаниите кои се настанати по основна камата за неисплатени придонеси. Владата издвои 100 милиони евра за изградба и реконструкција на Владата за 2013 издвои 100 милиони евра за изградба и реконструкција на над 320 километри локални и регионални патишта. Модернизација на автопатот Велес-Катланово, градба на експресен пат Велес-Кадрифаково и автопат Демиркапија-Смоквица. И почна со оперативна работа на дел од овие патишта. Овозможивме бесплатно болничко лекување за сите пензионери со пониска пензија од просечната. Овозможено е болничко лекување во странство со партиципација најмногу до 200 евра од страна на пациентот. Ги изголемивме стипендиите за средношколците за 500 денари месечно по стипендија. Ги изголемивме и стипендиите за факултет за деца без родители од 18.000 на 24.000 денари. Тие почнаа да се вработуваат во администрацијата, бидејќи донесовме закон за специјално нивно вработување, и ќе почнат да добиваат бесплатни станови од државата. Обезбедивме неповратни грантови од по 3.000 евра за самовработување и отворање бизнис на 1000 лица. Субвенционираме вработување со месечна поддршка од 13.000 денари месечно за 6 месеци по работник. Субвенционираме вработување на лица со инвалидитет во висина од 20 или 40 просечни плати, доколку лицето работи 9 месеци. Овозможивме финансиска поддршка од 8.000 денари, дополнително со покривање на придонеси во трајање од 24 месеци за вработување на деца без родители во приватен сектор. Одлучивме владата да покрива 50% од трошоците за отворање на бизниси во селата. Зголемени се средствата за субвенции за привлекување на странски туристи за 20%. Зголемена е финансиската поддршка од страна на државата за купување на куќа. Наместо досегашното 50%, покривање на трошоците сега се даваат 75% во проектот Купи куќа, купи стан. Пуштен е во употреба магистралниот пат Радови Струмица. Пуштена во употреба е браната Кнежево, со која се заокружи првата фаза од проектот Злетовица, со која се решава проблемот за обезбедување на вода за пиење и наводнување на 6 општини на истокот. Пуштена во употреба е нова пречистителна станица во Пробиштип. Започна изградба на аквапаркот во Скопје. Започна реализација на проектот за отворање на 5 центар во здравството
и распишан е повик за проект за изградба на нов клинички центар во Скопје. 500 лекари ќе бидат пратени на специализација во странски медицински центри, при што ќе се стекна со искуство во најсовремени центри, и за оваа работа веќе се склучени договори со голем број клиники низ светот, во Америка, во Турција, во Германија, во Австрија, во Италија и во повеќе други држави. Обезбедени се најсовремени 70 возила за итна медицинска помош. Овозможено е земјиштето под дивоградбите да се откупува за 1 евро за квадрат. Намалена е цената за зелениот картон за мотоцикли од 5500 денари на 1850 денари. Донесена е одлука за почеток на изградба на нови 5 објекти со 474 станови за лица со социјален ризик, и во текот на оваа година сите тие ќе почнат да се градат, а до крајот на следната рачунаме, односно предвидуваме да заврши градбата. Донесена е и одлука за почеток на изградба на 1724 комерцијални станови по пониска цена од пазарната. Вкупно 10 згради кои треба да бидат готови до 2015 година, а ќе започнат да се градат оваа година. Донесена е одлука за отворање на 14 градинки во рурални средини кои треба да бидат готови до април-мај, бидејќи нивната градба веќе е почната. Драги пријатели, ова се само дел од проектите, мерките и политиките кои ги реализиравме или ги започнавме во овие месец и половина. А има уште многу други. Додека од опозицијата ги возат скапите коли по улиците, во овие месец дена ние реализиравме проекти. Тоа е мојата порака до нив. Така ние ќе продолжиме. Да живее Македонија. Ви благодарам.